Соединетите држави го предупредија режимот на Северна Кореја дека ќе биде целосно уништен во случај на војна. Администрацијата на председателот Трамп во неколку наврати изјави дека сите опции се наоѓаат на маса во справувањето со балистичката програма и нуклеарното оружје на Северна Кореја, вклучувајќи ги и воените, но дека се уште предпочита дипломатска опција. Сепак, зборувајќи на воредната седница на Советот за безбедност на Обединетите нации, американскиот амбасадор Ники Хејли предупреди. If war does come, it will be because of continued acts of aggression like we witnessed yesterday. And if war comes, make no mistake, the North Korean regime will be utterly destroyed. Хејли додаде дека Соединетите држави побарале од Кина да го прекина снабдувањето со нафта на Северна Кореја. Драстичен чекор на кој Пекинг, соседот на Северна Кореја и единствениот главен трговски партнер, досега се воздржува. На состанокот на Советот за безбедност, Кина и Русија ги повикаа двете страни да бидат воздржани. Тие побара од Соединетите држави да не ги одржуваат војните вежби во идниот месец, бидејќи тој потек би можело да разгори веќе експлозивната ситуација. Претходните администрации на Соединетите држави не успеа да спречат Северна Кореја да развива нуклеарно оружје и софистицирана ракетна програма. Трамп, откако дојде на власт во јануари, исто така се бори да го заузда Пјонкјанг. Досегашните две стратегии, апелите до Кина да го искористи своето влијание врз Пјонкјанг и најавите за дополнителни санкции против Северна Кореја, не вродија со плод. Најновата ракета беше лансирана една недела откако Трамп ја врати Северна Кореја на листата на земји за кои Соединетите држави велат дека го поддржуваат тероризмот.